Тиквешкиот крај е познат по лозјето, грозјето и виното. И ако сметавте дека тоа е неговото неголемо богатство, тогаш денеска ќе ви ја прикажеме и неговата поинаква димензија. Под лозјето се наоѓа фосилната ризница на Македонија. Билјана Гаревска е единствениот палеонтолог во земјава. Поводот за разговорот е вашиот пронадок пред 2 години токму на локацијата овдека во Долни Дисан. На ова место всушност го лоциравте мастодонтот слон. Значи 2017 година започнавме истражување со колегите од Бугарија и токму на оваа локација го пронајдовме фосилниот мастодон од родот Херолофодон. Истражувањето траеше 2 години. Значи, првата година испадна дека е подготовка, па следната година успеавме да извадиме поголем број скелетни остатоци. Значи, не е тоа комплетен слон, меѓутоа повеќе делови од истото животно. Во суштина, оваа локација на која што се наоѓаме некогаш била рит, покриен, во кој што бил скриен всушност овој фосил. Точно, ова беше се покриено, значи доле беше патот, меѓутоа бидејќи еден дел од стапалото на слонот веќе беше површински излезен, почнавме да одиме во длабочина, меѓутоа покрај длабочина и во широчина и на тој начин успеавме да го извадиме фосилниот слон. Она што го сврте вниманието на јавноста токму за овој фосил е бројот на делови од неговиот скелет. Во суштина секаде се наоѓаат по некои остатоци, ковче, така, вообичаено се фрагменти, заби, да. дали е заб, дали е вилица, меѓутоа тука беа комплетни бивните, долната вилица, горните катници, раменскиот појас, предно-задно стапало, задна коска од задната нога и на тој начин имаме повеќе скелетни делови. Возраста на самото животно по истриеноста на забите се предпоставува дека е возрастно животно, значи од прилика на 30 до 40 години старост и неговата големина достигнувала до 4 метри височина, тежината се предпоставува 8 до 10 тона. Во суштина во Македонија малку се знае за незиното палеонтолошко богатство, односно што се крие зад овие првични слоеви на земјата. Така, ние во моментов конкретно газиме врз фосилното богатство. Ова пред нас е магистралниот пат за тракторите кои што одат на лозијата, меѓутоа тука се наоѓа и едно богато наоѓалиште на фосили. Како анегдота би го употребила дека конкретно овој најлон го има поставено професорот Гаревски во 82 година и јас заедно со моите колеги од Природонаучен музеј од Скопје и колеги од Природонаучен музеј од Софија минатата година прв пат го отворивме најлонот и има вистинско богатство одоздола. Преку 11 различни видови на фосилни остатоци беа веќе детерминирани. И од кој период тие датираат? Датираат од периодот на Миоцен, значи 8 милиони години старост. Меѓутоа интересен е фактот што конкретно еден вид кој што го најдовме на повеќе локалитети овдека станува збор за еден мастодонт, Ананкус. Тој се смета за вид од постпикермиската фауна со старост од 7,2 милиони години. Би сакала да дзирнеме малку долу. Ова е моје прво искуство со палеонтологијата. Така, значи сега ние овдека можеме да видиме остатоци, фрагменти од фосили кои што сме ги работеле минатата година. И тоа се коски од фосили. Животните кои што живееле на ова поднебје. Токму така, да, ова се остатоци од минатата година кои што сме истражувале овдека. Меѓутоа, доколку продолжи истражувањето и оваа година, треба да се раскопа овој дел комплетно, бидејќи во него се кријат бивни. Во народот се познати како клјови, меѓутоа на македонски се викаат бивни, кои што се тука закопани, представуваат фрагменти од еден вид кој што се вика динотериум. Тој има мали бивнички кои што се на долната вилица и се многу интересни за науката, па се надеваме оваа година дека ќе ги извадиме од почвените слоеви. Што се бивни? Значи, бивните се оние секачите на заби, секачите заби кои што се исфрлени кон надвор кај слоновите. Океј. Но она што мене ми беше интересно е дека не сите делови од телата на фосилите се атрактивни за вас како палеонтолози за истражување? Токму така, конкретно атрактивен е секој фосил.
Меѓутоа, за да се овозможи детерминација да се дозне од кој вид е тој фосил, мора да најдеме значителни фрагменти од вилица, дали е тоа долна или горна, рогови, доколку ги поседувало животното, череп, доколку е добро зачуван, тогаш може да се детерминира од кој вид е, конкретно на оваа коска, и фалат зглобови. Кога нема ниту еден од зглобовите, може да биде фрагмент од било кое животно. Меѓутоа, доколку има барем еден од зглобовите, тогаш веќе може да се знае од кој вид животно е. Денеска не сме подготвени за истражување, но ме интересира, бидејќи чепкавме со дланки, како изгледа работата на терен, со какви алати се служите за да може да допрете до подлабоките слоеви на земјата? Така, значи овдека може да кажам дека е површински слојот со фосили, и тука најчесто користиме шпакла, чеканче, длето, четка, значи полесен алат, ке кажам. Меѓутоа, доколку фосилите се на подлабок почвен слој, односно они се секогаш во глина фосилизирани, доколку е потребно да се искрши глината, тогаш веќе се користи и хилта. На патот кон вашата професионална дома, односно Природно-научниот музеј во Скопје, од Дисан застануваме токму на оваа точка. Тоа е автопатот Велес-Гевгелија, локација на која што се најдени голем дел од вредните фосилни остатоци за нашата земја. Да, токму така, значи почетоците на палеонтологијата започнуваат на патот Велес-Гевгелија во 1917 година, каде што германски офицери кои што работеле на патот за прв пат ги наоѓаат фосилните остатоци. Еден од офицерите пројавува интерес и ги праќа на истражување во Германија. Со тоа истражување во 1921 година излегува книга од Макс Шлосер, палеонтолог германски, кој што говори за хипарионовата фауна од Велес, меѓутоа опишани се повеќе различни видови кои што се најдени буквално на тој локалитет кога се правел патот. И всушност тоа се сметаат за почетоците на фосилната рбетна палеонтологија во Македонија. Потоа во 50-тите години, кон крајот на 50-тите години, професорот Гаревски, кој што е воедно и мој дедо, тој продолжува со истражувањата и можам да кажам дека депото на музеот изобилува со голем број фосилни видови токму од овој локалитет. Тоа значи дека и кога се правеше сега овој нов автопат, токму бил рудник на некој начин на се она што крие нашето тло. Токму така, меѓутоа вообичаено сега кога се прават патиштата, не е во пракса да го комуницираат Природонаучниот музеј за да дојдеме на терен да видиме дали воопшто има фосилни остатоци. Официјално, освен Природонаучниот музеј, мислам дека никој друг не води грижа. Ајде сега се движиме натаму па да видиме како изгледаат фосилите во реалност. Може. Ана, добре дојде у Природонаучниот музеј. Сега од мојата десна страна ќе видиш една бивна, која што е токму од автопатот, каде што направивме кратко интервју. А од нашата лева страна е конкретно мастодонтот што го донесовме од Дисан, значи на местото каде што стоевме. Еве сега да го видиш и како изгледа. Големо парче. Билјана, овдека гледам две бивни од слонот кој што требаше да тежи од 8 до 10 тона. Овдека е помалку од тоа прикажано. Така, значи тука ни се изложени двете бивни, долната вилица со катниците и предното стапало со подлакотната коска, бидејќи за другите делови од телото немаше простор за да можеме и да го сместиме овака, значи тие се чуваат во депота. За среќа овој Природонаучен музеј има богата поставка на фосилни остатоци и мислам дека е добро да зирнеме како изгледа. Морам да ти признам дека се чувствувам како во Дизниленд, затоа што ова е простор кој што не е отворен за јавност, а имате огромна лепеза на животни кои што се најдени во Македонија. Да. Какви се овие коски од кои се животни се? Така, значи во моментов депото брои повеќе од 10.000 парчиња од фосилни рабетници. Тие се класифицирани по локалитети, значи секој плакар е одгледан локалитет
Има различни видови животни, значи има газели, носорози, предци на носорозите, има мастодонти најповеќе, значи не можам да кажам што има крволочните животни, мачките не е исклучена можноста, нели, и како еден од најдрагите мои фосили е токму таа мачка, да, Јоши Гаревски. Тоа е ископано од Караслари, повторно од локалитетот кај автопатот каде што застанавме, меѓутоа официјално е публикуван 2015 година. Следно такво парче, омилено, значи, јас сега само овие носни коски ќе ги покажам, бидејќи рогот е доста голем. Сиватериум Гаревски. Значи, тоа е најдено на локалитетот во село Стамер и како нов вид за науката во светот, беше еден почеток за кој што јас работев еден елаборат, кој што оваа година Министерството за животна средина го валоризираше и сега официјално локалитетот во село Стамер е прогласено за локалитет со природни реткости фосили. Еве, Ана, значи да ти ги покажам книгите за кои што разговаравме. Значи, таа е првата книга за фосилните цицачи во Македонија од Макс Лосер, издаден 1921 година. 100 години од наидната година. Точно, планираме и изложба по тој повод. Меѓутоа, таксономијата е веќе сменета, односно латинските имиња на видовите се веќе променети. Тоа е нешто што е менливо со текот на времето. А ова е новата верзија, која што е публикувана 2018 година. Тоа е мојата работна верзија, по која што јас се раководам за детерминацијата на видовите. Билјана, жена палеонтолог во Македонија, што тоа значи? Не е лесно. Не е лесно, посебно кога си сам, кога одредени одлуки, кои што може би и не треба да ги кажеш во моментот, мораш да стоиш цврсто позади нив. Меѓутоа, сепак благодарам што си ја имам добрата комуникација со колегите од Бугарија и секогаш пред било што да направам, публикувам или дадам изјава, секогаш се консултирам со нив да не случајно и ти испадне дека сум кажала нешто погрешно или сум направила нешто погрешно. Како одеше она дека жената палеонтолог пред да излезе на терен си ја става брадата за да го добие авторитетот? Да, точно. Како тогаш се стекнува авторитетот во палеонтолошката наука ако не се стекнува со брада? Со учење. Со учење, со знаење, со познавање, со работа на терен пред се и па ќе кажам дека најважна е комуникацијата со колегите од странство, бидејќи они се најголемата поддршка. Сепак јас овдека сум сама, нели? И морам да комуницирам и со странство. Добро, што ти е потребно за да се развие сето ова во земја? Значи, малку се финансиите кои што ги добиваме за да отидеме на терен. Проблем е кога треба колегите да ги натерате да дојдат со вас и да копаат на терен, а сето тоа да биде само покриено со хотелско сместување, значи дневници воопшто немаме. Не можеме ни да земеме некој од локалното население што би сакал да помогне, бидејќи сепак и на тој човек од локално население треба да му се плати нешто, а ние едноставно преку проект немаме таква можност да тоа го направиме. И ако некој сака на добра волја, вообичаено помага на терен. Значи ентузијазмот и љубовта се единствената водилка за развој на палеонтологијата во Македонија? Да, дефинитивно. Дефинитивно само ентузијазмот и љубовта кон овие фосили овдека. Билјана, благодарам многу и се надам дека ќе се видиме скоро на докторат. Здравје, се надевам и јас.